Почитувани, добар ден. Вие сте заедно со Црвена линија. Она што ќе го одбележи овој ден е преговорите кои што се одвиваат помеѓу Украина и Русија, и тоа на белоруска територија. Сите сме со големо нетрпение и очекување во исходот на овие преговори. А зашто ќе говориме на денешното издание на Црвена линија многу повеќе од Тео? Токму така, многу повеќе од мене, и тоа денешната главна тема ни гласи: на социјалните мрежи руската агресија не беше доволно осудена од македонските граѓани. Дали причината за тоа е војната со дезинформации, сајбер напади или пропаганда? И кога веќе сме кај медиумските информации, имаме првични информации, Полска и Балтичките земји бараат да се потиснат лажните вести за Украина. Google, YouTube, Facebook и Twitter мора да направат повеќе за борба против дезинформациите за руската инвазија на Украина, изјавија во понеделникот премиерите на Полска, Литванија, Латвија и Естонија. А веќе на самиот почеток на Црвена линија отстапуваме време и за првиот гледач кој што ќе го каже својот став во 90 секунди на оваа тема. Добар ден. Добар ден. Не е добар ден, ама ајде. Добар ден е по бон тон, вака разговорно, но секако е ден со многу исчекување во него. Секако. Повелете. Сигурно виде целиот свет како гинат деца, како плачат лекарите. Дали виде монструмот од Русија? Без навреди, само молам. Можеше на фронт да се вон цивили, да нема цивилни жртви, па нека се тепат меѓу себе. Ама машки да се тепат, не подмукло, подло. На друга територија кога оди некој, треба да е многу посилен, ама не со оружје оддалеко. Блискрик, блиску, да ги видам какви мажи. Значи, како на времето, пушки и бајонети, кој ќе нема оружје, кој ќе нема муниција со бајонетите. Кој е посилен? Тоа е права војна машка. А да ги подсетам, дека Русија никош не била пријател, 13-та тајане даде да не поделат. Србите немаше 99-та да бидат бомбардирани, ако не даеше лажна надеж Јелцин, пијаницата да речем, мора да речем. Значи сигурни бе дека ќе ги заштити Русија. Зеде 5 милиарди, остави да ја бомбардира Србија. А Србија немаше да се протистави на НАТО, на сите. Кој нормален ќе се протистави на некој невидено што е силен? Ќе му се сили да речем. 90 секунди истикоа. Благодарам што го изнесовте своето мислење и секако за секое наредно јавување уште еднаш подсетуваме тонот на ТВ приемникот да го намалите до крај за да се слушнеме подобро и секако 90 секунди да внимавате на тајмерот. И ве замолуваме, извини Тина, и ве замолуваме без навредливи коментари, држете се за пристојно коментирање, ве молам. Клучуваме следен гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би кажала само за дали беше доволно осудена од македонските граѓани руската агресија. Мислам дека не беше доволно осудена. Зошто е тоа така? Што мислите? Па, мислам дека поделени сме граѓаните како за се. Ако владата каже едно, опозицијата ќе каже друго. И сега видите вие процентот колкав е опозиција, позиција, и само тоа нас не интересира. Не гледаме како страдаат луѓето таму. А дали мислите дека е така поради дезинформација или пропаганда? Па и тоа секако. Сигурно дека е тоа. И заради тоа. Еве, дали верувате во позитивен исход од преговорите? Па мора да веруваме. Затоа што во спротивно многу лошо ќе биде за сите. Така, имате ли уште нешто да додадете? Сепак имате се уште време, околу 33 секунди. Доволно е, мислам, толку. Во ред, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија, секако останете до крај со нас. А следно е ќе ве потсетиме што секако не смеете да пропуштите денес на Телма. Светската економија пред нов предизвик по руската инвазија во Украина. Енергетската зависност на Европа од Русија ги крива цените на енергенсите. Растат и цените
и на храната, инфлацијата на удар. Ана Митреска, вице-гувернер, Петар Јаневски, Макстил и Драган Миновски, универзитетски професор, како и Мерсал Билјали, политички аналитичар. Гледате вечерва топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Така, тоа е вечер што ќе гледате во топ тема, а јас сум тука да подсетам дека ние и анкета поставивме на нашите социјални мрежи, Црвена линија Инстаграм и Телма телевизија Инстаграм, која гласи: можна ли е нуклеарна војна во 21 век? Две опции има моментално, да и не, и како што веќе сте информирани од нас, после рекламите ги покажуваме крајните резултати. А направивме и ваква анкета затоа што еве ќе подсетиме во минутите што следуваат околу директната наредба на Путин да неговите стратешки ракетни сили и Северната и Пацифичката флота бидат ставени во состојба на борбена готовност. Многу повеќе во прилогот што следи. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. А во продолжение на Црвена линија ќе го вклучиме и нашиот денешен прв гостин. Станува збор за професор доктор Цане Мојановски, кој што е од Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, факултет за безбедност. Добар ден и благодарам што ја прифативте нашата покана да прозборуваме во Црвена линија. Добар ден и поздрав до гледачите на телевизија Телма. Па еве, ќе започнеме со она што всушност не е темата. На социјалните мрежи руската агресија не беше доволно осудена од македонските граѓани. Има и граѓани кои му даваат дури поддршка на Путин. На што се должи според вас сето ова? Граѓаните треба да ги набљудуваме како лица кои се политични и политиката сметаат дека припаѓа на некој друг. Второ, социјалните мрежи се приватна мрежа или се изразуваат приватните ставови, не јавните, и веројатно можеме да судиме за граѓанството и односот кон определена политика, доколку тоа се организирани, манифестирани из некој облик на масовна или, како сакате, протестна поворка. Но исто така треба да водиме сметка дека социјалните мрежи денес се користат и во значителна мера ја изразуваат она што значи расположение во определено население. На Балканот тука се случуваат одделни процеси кои по многу нешто не збунуваат. Например, овие денови прочитав дека повеќе од 60% од бугарската јавност ја одобрува или ја прифаќа политиката на Русија кон Украина. Имаше една изјава на еден политичар кај нас дека околу 40% од македонското население има такви ориентации. Веројатно, ако има податоци од другите истражувачки центри од другите земји, ќе видиме дека кај населението повеќе или помалку постои таков став дека политиката не е за нив и дека политиката треба да ја водат политичарите. Но овде бидејќи станува збор за војна и за последици од војната, треба да подразмислиме, како што вели Берелсон, кога ќе поставите определено прашање, тоа има непосредна или директна содржина и имплицитна, односно предпоставена содржина. На што може да упатува воздржаноста на граѓаните од јавно изразување на ставот по форма на осуда, на неприфаќање на една акција со која се нарушуваат
ценностите како што е суверенитетот, националната слобода на определена нација или на определена држава. Да, професор доктор Цане, прво да кажам добар ден од мене, а сега второ ако може да преминеме на моето прашање кое гласи: иако ги знаеме последиците од нуклеарна војна, можно ли е во 21 век која порака испраќа Путин со ставање на нуклеарно оружје во специјален режим? Значи, ако одговараме на прашањето дали е можна, Да. е можна. Затоа што зависи од оној кој што е носи одлуката. Меѓутоа, колку е веројатното е второто прашање и пореалното прашање. Имајќи предвид дека нуклеарната војна и употребата на нуклеарно оружје предизвикува последици кои не можат да се локализираат само на целта која е предмет на напад, туку тие имат пошироко дејство и дека нуклеарниот напад е исто така опасен и за руската држава и за рускиот народ. Очекувањата се на разумното, така кажам, општество или на разумните луѓе дека до таква одлука нема да дојде, затоа што тоа ќе има несогледиви последици не само за завојуваните страни, туку и за Европа и пошироко за земјината топка. Оттама, значи, ако зборуваме за употребата на нуклеарното оружје, тоа треба да се набилува во рамките на искуствата или во рамките на практикувањето на такви поведенија кои беа присутни после Втората светска војна, до падот на Берлинскиот зид, кога звецкањето со оружјето, особено со нуклеарното оружје, беше користено како дел од политиката, она што вели Клаузевиц. Војната е спроведување на политика со други средства. Оттаму не сум оптимиста или не сметам дека е можна примена на или употреба на нуклеарно оружје, од проста причина што станува збор за еден вооружен ресурс кој може да предизвика сериозни последици во современиот свет. Но никогаш во животот не можете да бидете сигурни за одлуките на другите и повеќе да кажам дека се надевам дека таква одлука не е можна да се употреби. Благодарам што одвоивте од вашето време да се вклучите во Црвена линија. Останете секако до крај со нас и да се надеваме на позитивен исход од преговорите и крајот на конфликтот. Благодарам уште еднаш. Благодарам. А секако во продолжение ве потсетуваме вас на 0230766777, она што главно дискутираме, дали руската агресија според вас не беше доволно осудена од страна на македонските граѓани, а кога зборуваме за мислењата на нашите сограѓани, најмногу се дискутираше и тоа жестоки расправи и поделба на мислење имаше токму на социјалните мрежи. Го очекуваме вашиот став, а секако Тео ќе ве потсети дека може да коментирате и на социјалните мрежи. Нормално, вие може да бидете активни да коментирате на нашите социјални мрежи, Црвена линија Инстаграм, Црвена линија Фејсбук и Црвена линија Твитер. Во порака, односно меседж, да ни го пишете вашето размислување околу нашата главна тема. Нормално, како што кажа мојата колешка Тина, можете и на телефонски број 02 307 6677. А сега мислам дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Сакам да кажам дека Путин е управо и има потреба од војна. Јас ја поддржувам војната на Русија. Зошто? Еве јас запрашам. Затоа што Македонија улезе у НАТО и сака НАТО да ги освои бившите руски републики, да заобиколи Русија и после да ја нападнат еден дел Русија. А сметате дека вооружен конфликт е сушност најпогоден токму за оние кои што можеби најмалку се вклучени, тоа се жителите, цивилите, децата пред се? Јас ќе ти кажам, тие македонци што отидоа таму у Украина, ќе ви кажам, дека има таму момент. Дали сте на линија? Тие што се тамушните што се наши македонци во Украина, прибидејќи не требаше да доаѓаат тука, затоа што има таму државјанство, таму работат,
таму екзистират и таму требаше да останат да се борат. Значи, вие сте да има вооружен конфликт и да нема всушност мирно решение, односно врз база на преговори. Времето истече за жал. Времето истече, но затоа веднаш настапува во сила времето за нашиот следен гледач. Добар ден. Па никој за нив не кажа. Ја гледавте некој тој филмот Донбас на Телма. Тако ги покажуваат турците дека се цигани и како филмов што... Само без навреди ќе ве замолам. Златно правило и тоа, како останате други. Така, дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? И еве трета среќа, тео ќе се обидеме веднаш. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Одлично. Повелете и малку погласно ве молам. Да. Видите, јас територијалниот интегритет на... Ме слушате? Да, продолжете. Добро. Украинскиот народ како наш братски народ не го заслужува све ова. Меѓутоа, рускиот народ, уште поголем братски народ, мораше ова да го преземе дефинитивно, зашто американците и овие Германија, Франција, да не ги набројам, НАТО, сакаат више да дојат до линија на Русија и од тука да можат да гаѓат по Русија од кај што сакаат. И сега сите ние го осудуваме, ја го осудувам ова агресијата што е направена према украинците. Меѓутоа, каде бевме ние сите да осудиме нападите на НАТО према Србија, према Ирак, према Сирија, каде што секој дневно гинеа деца и илјадници муслимани таму. Они не ли се луѓе па да го осудиме американецот за тоа што го правеше? Сега сме загинале 500 души. У Србија загинале луѓе во нивното бомбардирање, не знам колку, 300, 400, може и... Истече времето, ево уште едно подсетување при следното вклучување, секако внимавајте на тајмерот. А сега е време во црвена линија да го вклучиме и нашиот следен гостин. Станува збор за Дарко Булдиовски, кој што е интернет консултант од newmedia.mk. Добар ден и вам и благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од црвена линија. Добар ден. Добар ден. Она по што може да се одбележи овој конфликт е секако и големиот сајбер напад, пред се хакерски напади на интернет страни. Последна информација е дека и најголемата новинска агенција ТАСС беше нападната, голем број на лажни вести и пропаганда. Луѓето едноставно се преплавени со информации. Па покрај санкциите во банкарскиот и економскиот дел, еве, кој е вашиот став во однос на сајбер санкциите кон Русија? Објаснете ни како изгледаат сушност стручно тие, зашто станува збор? Добре, јас не можам премногу да зборувам за сајбер нападите, затоа што тоа не е мој домен на експертиза. Меѓутоа, во секој случај, во денеска се води специјална војна. Ние не може да зборуваме дека имаме војна на терен, а немаме војна по сите други простори, односно мегдани. Социјалните медиуми и медиумите генерално од секогаш биле активен чинител на еден конфликт. И во секој случај се гледа да се изнајде начин како да се издоминира, односно да се преземе агендата на тоа што ќе се дискутира, кои вести ќе се пренесуваат, која информација или толкување на состојбата на теренот ќе всушност биде доминантна во пренесувањето преку медиумите. Затоа што тие во основа ја прекреираат перцепцијата на пошироката јавност за тоа што всушност се случува во Украина. Ние денеска добиваме бројни информации преку големите медиуми, дел од медиумите се обидуваат западните сили да ги исцензурираат, значи што доаѓаат од руската страна, меѓутоа социјалните медиуми и мрежите на интернет секако ни нудат нефилтрирани, непроверени брдо од видеа, слики, податоци, информации кои што ние сами треба да пресудиме дали се точни или не.
Така, и сега покрај санкциите во банкарскиот и економскиот дел, има и сайбер санкции кон Русија. Сега, дали може вие да ни откриете како сето тоа изгледа? И сега може звучи многу смешно од моја страна. Пример, дали можем јас да пратам мејл кон мој пријател во Русија или па дали воопшто можат младите да издржат без социјални мрежи? А дали можат да издржат младите без социјални мрежи е друго прашање. Веројатно не. Тие секако не. Меѓутоа, голем број од сервисите ги блокираат своите дел од своите услуги или комплетно своите услуги за луѓе кои што функционираат или живеат на територија на Русија. Значи, забранија монетизација таму, забранија на некои од руските медиуми да даваат пари, да вложуваат пари за промоција на своите содржини, блокира некои од своите делови од сервиси, дури некои цели сервиси блокира, но тоа не значи дека таму владее комплетен мрак. Значи, да не забораваме дека Русија и Кина особено, често правиме превид, не се дел од западно ориентираните, да речеме, медиуми и сервиси каде што ние сме навикнати да ги користиме. Тие имаат и своји мрежи и своји сервиси и сајтови кои што се многу во дадени ситуации попопуларни и поголеми од оние што нас не се секојдневи. Плюс, дополнително, можеби Google и Facebook како најголеми или во оваа приказна се американски и може да реагираат, но тука го имате TikTok, кој што во позадина е всушност кинески и кој што се уште нема никако реагирано, а најверојатно и нема да реагира. Така да се отвараат вратите TikTok безмилосно да се користи за пласман и на видеа, па и на информации. Благодарам многу што дојдовте и вие, време да бидете дел од Црвена линија. Се надевам дека преговорите ќе завршат позитивно и нема да имаме причина да зборуваме понатаму за конфликт. Но останува секако првите случувања сепак доаѓаат преку социјалните медиуми и првите информации. Останете со нас. Така и сега пак ќе ве потсетам, звонете на телефонски број 02 307 6677, а додека го добиеме нашиот следен гледач, малце пренаминеме кон социјалните мрежи, односно Facebook, да видиме опорака што се случува. Имаме свое мислење од Ангел. Војната е неприфатлива од 21 век. Меѓутоа, ако Америка има право да измислува и создава нови држави, која е причината Русија да не може? До кога Америка ќе биде диригент на нашите животи? Единиот амерички претседател што не направи војна во ниеден дел на светот е Трамп. Така, она за што зборуваме е руската агресија, според истражувањата и она што може да се забележи од социјалните медиуми, како да не беше доволно осудена од македонските граѓани. Ваше мислење на што се должи тоа? Вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Да. Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, се слушаме? Да, слободно продолжете. За руската агресија врз Руската агресија како да не беше доволно осудена од македонските граѓани. Според вас на што се должи тоа? Видете, секако македонските граѓани ја осудија. Има дел од македонските граѓани кои уште не се во овој 21 век. Се наоѓа уште во времето кога беше Хитлер. И тие затоа така ги дава изјави, кажува овде и со тоа шират некои невистини работи кои да во 21 век да отвори некој војна, да нападне народ, тоа нешто значи дека тие не се дораслени да живеат на оваа земјина топка. Особено за Путин зборува, втор Хитлер е. Народ изгини. Тој мисли дека со тоа негово моќно оружје се убима, може да дава свето. Не е точно. А ако НАТО мани, ако мани Америка, ако мани Канада, ако манат сите наредови, ќе направат партал. И тој нема што да речи, освојуваат ќе потребам атомско оружје. Атомското оружје колку е штетно за другите граѓани, за другите жители на планетата, колку е штетно за самите руси. Самите руси треба да го осудат неговиот обменат од власт и да се смири војната во Украина. Верувате ли во позитивен исход? Еве, слушај, јас не се верувам во позитивен исход, тој е толку фанатик што нема да прифати. Тој е како сигурно агресор. Така, благодарам, го цениме вашето мислење што го споделивте со Црвена линија. Продолжуваме со вас, драги гледачи. Добар ден за следниот. Ај, добро вечер да се кажиме. Добар ден. Остануваме временски, ама добро вечер од Тео. Повелете. Убава вечер за Русија, лауда е на Путин, да му е здрава и жива фамилија. Тоа е само маш во светот на векот.
од него подобар маш на веков не постои. Што кажуваат, сторуваат. Секоја му чест, да можам да А се сметате ли можем дека воениот одговор, односно користењето на оружје, гинење на цивили е вистинскиот начин да се решат работите? Не е тој начин вистински да се реши, ама кога го принудуваат човек, тогаш се може да употреби слободно, треба да употреби слободно се. Сите расположливи средства. Абе, што се игра со Путин? Абе, што се игра со русите? Јас не знам кој мозок го имат Бајден да се бабки надуја. Абе, што играат играчки? Абе, која е таа Урсула, мрзулка, која е таа да кажува за Путин? Абе, ти треба да знаеш што ти е Путин тој, а не е кој да биде. Сметате ли дека ќе се договора денеска? Дека ќе има позитивен исход? Не бе, како договарање. Кај има договарање со... Времето источе, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Дали сте ја на линија? Да, во Црвена линија сте повелете. Благодарам. Вака зеја, Путин е цар на христијаните. Тој е христијански народ и ние како христијани не треба да го напаѓаме. Он за скоро време ќе владее во светот, затоа што Америка сегден сака да умеша прсти, сегден сака да бомбардира во Ирак, сегден у Сирија, каде ли не бомбардираше тука у Србија, каде не ги неа цивили од нив. Сегден бомби ураниум осиромашен фрлаа, а сега Русија таму што се ги бара нивните права за руси таму. А дали тоа сметате еве дека војната е единственото решение, дека еве може и со преговори? Ако нема друг излез, треба и војна да се употребе, затоа што тие Зеленски не сакаше пред тоа преговори, оти таму има руси, ги угнетуваат, не им дават никакви права, и сега зошо Путин таму презел војни акции, па ќе преземе има нивни народ, не е тука како кај нас албанците што ќе кажат така да биде. Таму се знае русинот команда. Во војна гинат цивили, еве, кажете ми за тоа, например. Знаете дека во војна колатерална најголема штета се токму цивилите, жени, деца, луѓе кои што може би никогаш не би ни војували. Цивилите најмногу гинат таму заради тоа што украинската војска се пика таму ки што има цивили, ки што има згради. Нека испадне негде на чистина, нека испадне негде настрана, а не помеѓу згради. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Подсетување 90 секунди, внимавајте на тајмерот во тек на излагањето. Идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија, повелете. Дали сум во линија? Вие сте, да? Да. Ви благодарам. Па, руската агресија не беше доволно осудена. Не знам колку на надворе, на светско ниво беше осудена. Не можам да до крај да бидам сигурна, да прецизирам од кого е осудена, од кого не. Но мене ме загрижува, а верувам дека не беше доволно осудена, но мене ме загрижува нешто друго. Нашето домашна јавност ги слушам и читам деновиве коментарите по телевизиите и социјалните мрежи и не можам да се изначудам. Наместо да сочувствуваме со украинците, особено што тие воено не помогнаа во критичната 2001 година. Ние ја оправдуваме агресијата врз нашиот докажан пријател и дури некои и отворено се ситат и ликуваат на нивните маки. Ако го слушнавме обраќањето пред нацијата за аргументите на отпочнување на војната, рускиот суверен Путин рече дека Украина немала државност и дека е творба на Владимир Илич Ленин. Зар ова не е иста реторичка политика како она на Каракачанов, Радев и Захариева? Така, времето ви истече, а ние пред да го опуштиме нашиот следен гледач, малце да остапиме време за тие што ни пишуваат нашите социјални мрежи, односно еве оваа ситуација на Facebook, Црвена линија, имаме од профилот ОК Млади и ова е, препоставам, изјава од Тони Кушовски што ни напишале: клучот на војната е кај НАТО.
Заправо кај Америте, пошто сите членки на Алијансата се папети на Америте. Нека одлучат Америте со писмена гаранција, заверена во ООН, дека во Украина и другите источни земји нема повеќе да го шират НАТО, дека во Полска и Балтичките земји нема да поставуваат ракетен штит и војната што ја води Путин моментално ќе запре. Повеќе продолжение во текстов на овој линк. Сега вие ако нормално сакате да го прочитате ова, можете да отидете на нашиот Facebook профил Црвена линија и да си прочитате за себе. А на 0230766677 вклучуваме следен гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Како прво да ви кажам поздрав за емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Секоја, мислам, војна ја осудувам. Само едно да ви кажам. Ако некој ви дојде у комшии и сака да ве напаѓа или било што, не знам, јас сум штипканец, зборам на штипски. Па дали вие ќе се браните и дали некој тоа нема да го осуди или ќе го оправда? Исто како у Србија, кога беше нападот. Па вие знаете дека од кај нас, од Македонија, од Србија, од сите бивши републики, има мешани бракови. А ниједна телевизија немаше да каже за таму кога гинеа луѓе, а дали се македонци, албанци, турци, руси, власти, без разлика кој, немаше една емисија која тема да има. А сега толку фрка дигате за тоа што Русија се бране својата територија и не дозволува НАТО да му дојде у комшиите за тоа што утре ќе може да го маа со камења. Да, на се тоа, мисли дека војната ли е решение? Па не, ја не оправдувам војната. Да. Ама нека се освестат и тие политичари дека не треба да дозволат некој комшиите да и дојде да и постави оружје, што утре ќе ги загрозе. Дали сте оптимист дека позитивно ќе завршат преговорите? Еви тоа да ве прашам. Молим? Дали сте оптимист околу завршувањето на преговорите? Дали ќе се најде заедничко решение? Па мислам како Путин ќе понуди. Мислам како Путин ќе понуди, ако војската ја земе власта и за независна Украина и дозволе се што сака. Благодарам, го цениме вашето мислење и тоа што се вклучивте во Црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. И додека очекуваме да се слушнеме со следниот гледач, еве сигурно има и коментари кои што ќе отстапиме време Тео да прочита. Така, одиме сега малце на нашиот Twitter профил telma.crvena linija. Имаме, односно, коментар од И Стефановски. Македонските граѓани се представени од владата. Државата има официјален став. Нема потреба од референдумско изјаснување за очигледни пред цела светска јавност. Работи. А сега вклучуваме гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте и ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Благодарам. Повелете. Така сега ќе ви кажам. Никој пат во животот Македонија нема држава. А немаме држава од Русија. Добро. Ако не беше Америка, Македонија ќе би наша држава. И тоа се вика Американска Македонија. И тоа да биде на секој јасно. Продолжете времето да не истиче. А Русинот, кај што ќе влезе? Да, ве слушам. Русинот кај што ќе влезе? Руска чизма кај што ќе влезе? Трн таму не затрнува. Секој има право за своја демократија и своја држава. Ако некој си ги бара правата у Украина, нека си ги бара внатрешно Украина. А некој да нападне 21. век и деца, и мајки, и општо и други луѓе да гинат, 21. век благо нема никаде. Путин е за мене Хитлер, втор Хитлер. Благодарам и пријатно. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Да, добар ден. Јас првин сакам да кажам дека грешка е и давам полна поддршка на Украина што е нападната од Русија. Меѓутоа,
Русите нема друг излаз. Нема друг излаз. Од 1945 година, ако има некој статистика, нека види дека преку 80% сите во светот војни ги предизвика Америка. И што сакаме ние сега друго? Што постигнуваме со ова што ја напаѓаме? Па нормално дека они гледате колку се ресептивни, не сака да ја рушат Украина ована, него сепак почитува дека тоа е еден православен народ, дека имат иста црква, исто све и покушаваат да им кажат доста више со тоа проширување на НАТО. Зошто НАТО не застане да каже добро, еве, како што предлага Русија, ќе биде таа неутрална држава, ние нема што, нека се развива како сака. Со сите нека се соработува Украина во цел свет, како што и ние имаме право во цел свет да соработуваме. А не она да се става. Гледате како она прави. Ако не си со мене, ти си против мене. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, да. Ве поздравувам и ви благодарам што ме вклучивте. Благодарам што се вклучивте. Повелете, кој е вашиот став? Имам една замерка. Мислам дека руската агресија не беше доволно осудена од страна на македонските граѓани. Мислам дека темата ви е погрешна, не знам вие како сте ја напишале. Меѓутоа, моето излагање е следно. Следно е моето тумачење и не знам дали ќе се согласат сите. Да ве слушнем. Голем дел од македонските граѓани застануваат на страна на верата и на верата. Не би требало така да застанеме. Знаете што? Русија е Русија, Украина е Украина. Така, но воените конфликти носат многу жртви на цивили. Особено денес видовме потресни снимки во кои што деца страдаат безпотребно. Повеќе околу воената употребата на сила. Да ви кажам дека Русија во моментов е агресор и окупатор. Влегува во туѓа територија кај што сака да донесе нова влада, нова екипа да го трне Зеленовски и да донесат проруска влада. А од другата страна, другата појака страна Америка ја подпомагаат за да тие останат и понатаму, затоа што се симпатизери на америчката. Времето истече, ве молам припазите. Благодарам и што се вклучивте. Следен гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, одлично ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Темата ви е руската агресија, не беше доволно осудена од македонските граѓани. Да, точно не беше, кој како сака нека си го кажи, меѓутоа теророт што го врши Украина врз така нареченото руско малцинство кое опфаќа 35 до 36%, значи 30 милиони е страшно. И второ, слава на Украина. Од бивш премиер наш, што смена устав, што смена знаме, што смена идентитет на еден народ. Слава Украина е нацистички поздрав, значи фашистоиден. Вие не можете да земите став, општо, према да браните една држава. Прво, прашајте ги русите како се осеќаат во таа Украина. Беда, сиромаштија, со $50 живеат месечно. А трупат Бајден си трупа оружје. И кој ја брани Украина? И крај крајава Путин не може така со скрстени раце да седи. Си го брани малцинството. Јас бев бранител 2001 година, вие сте помлади. Бев и сведок 92 како од Битола. Бега војниците од Босна и Херцеговина, од Хрватска, од Словенија. Војната ја осудувам. Треба да се најде мирно решение. Ама не можеме ние како држава да браниме една страна. Украина нема шанса да ја браниме. Дали сте оптимист дека преговорите ќе донесат мир? За брзо време ќе се решат. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Идеме со следен гледач. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, да. Ајде вака, да кажам накратко врска со дали беше доволно осудена руската агресија. Јас мислам која предизвика оваа агресија? Ја предизвика
Америка со НАТО. Зошто? Зошто се приближува кон Русија и сака секаде ето да доминира, да поставува ракети и се да ја направи, да ја пикне во НАТО? Зашто Украина не стана неутрална? Ето, не мора ни во Русија, ни во НАТО, него да биде неутрална. Него Америка ја предизвика ова работа со Зеленски на чело, го издраа како со портокалова рузија, како кајна што беше Заев, портокалова револуција и него го наместија и сега тој гледате што прави. Циркузи. Меѓутоа, Русија мора да се брани и се доближија до нејзе, до кај неја. И затоа сега треба Русија да напаѓа уште поагресивно, да се расчисти со тој олош таму и да се постави. Внимавајте на зборовите кои што ги користите. Нема шо проблем да се мислим да ви кажам, значи отворено. Руската агресија не е ништо поразлично од она што беше во Србија што се бомбардираше. Зашто НАТО тогаш бомбардираше во Србија? Што е разликата? Разликата што е? Значи, 3 месеци бомбардираја и никој не крена никој глас. Зошто? Иста ситуација. Значи, овде сега исто. Сметате ли дека ќе има договор помеѓу двете страни во текот на овие преговори? Ако се потпише договор да не се доближува, да не влезе Украина во НАТО, ќе има договор. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Го цениме вашето мислење. А сега е време, Тео, со кратки реклами. Наред е да ги објавиме и резултатите од анкетата. Така, крајните резултати од прашањето можна ли е нуклеарна војна во 21 век? Да, гласа 29%, не 41%. Да, 59%, Тео. А што кажа? 29%. Моја грешка. Така, посвесно веруваме да не се случи никогаш тоа, она што секако ќе се случи утре Црвена линија, веднаш повестите 16 часот и 15 минути. Не пропуштајте. Довидување. Довидување од мене. Чао, чао.